Кинеските технолошки компании започнаа соработка за развој на нов стандард за видеоповрзување со цел подобрување на квалитетот и ефикасноста на видеокомуникацијата. Оваа иницијатива е дел од напорите на Кина да стане лидер во телекомуникацијските технологии и да ги постави глобалните стандарди во оваа област. Новата технологија има потенцијал да ја зголеми брзината на пренос и да ја намали латентноста, што ќе придонесе за подобро корисничко искуство. Истовремено, ќе се овозможи попаметна интеграција со апликации за вештачка интелигенција, што ќе ги подобри виртуелните состаноци, образованието и дигиталната медицина. Представници на индустријата наведуваат дека стандардот ќе биде отворен за меѓународна соработка и прифаќање, но со јасно обележување на кинеското технолошко лидерство. Очекувањата се дека новиот стандард ќе биде презентиран на глобалниот технолошки самит во Шангај во втората половина од годината. Проектот го поддржува и кинеската влада, која преку своите регулаторни тела ги забрзува процедурите за сертификација и промоција. Развојот на сопствени стандарди се гледа како стратегија за намалување на зависноста од западните технолошки компании и за јакнување на технолошкиот суверенитет на земјата. Компанијата Apple продолжува да истражува можности за создавање на iPhone со целосно стаклено кукиште, концепт што би овозможил уредот да биде транспарентен и да прикажува содржини на сите површини. Оваа идеја, иако иновативна, се соочува со предизвици поврзани со издржливоста на материјалите и заштитата на компонентите. Според извештаите, Apple има поднесено патенти поврзани со оваа технологија, што сугерира дека компанијата сериозно размислува за нејзина имплементација во иднина. Сепак, останува нејасно кога и дали ваков уред ќе биде достапен на пазарот, со оглед на технолошките и дизајнерските предизвици што треба да се надминат. Новите информации укажуваат дека Apple планира да комбинира напредни дисплеј технологии со вештачка интелигенција за да ги направи интерфејсите интуитивни и динамични, што би представувало револуција во начинот на користење смартфони. Ваков iPhone би можел целосно да го редефинира пазарот на паметни телефони и корисничкото искуство.